Добар ден, дами и господа. Многу е криво што не можам да присуствувам на свеченоста што ја организира Македонската берза по повод доделувањето на првата награда на годишно ниво. Меѓутоа, спречен сум да присуствувам на свеченост заради мојот престој во Аспен, во државата Колорадо, во рамките на програмата на владата на САД за културна размена на студентите. За моето отсуство се извинувам на сите учесници на проектот и на сите присутни настанати. За проектот Студентска берза дознав од неколку колеги од мојот факултет, што сосема природно бидејќи студирам економија, насока и бизнис. Се запознав со правилата, па по некое време, кога сметав дека знам доволно за почеток, се вклучи во проектот Студентската берза некаде во јануари 2007 година. Од првиот момент цел ми беше освојувањето на првото место на годишното ниво и наградите што тоа ги носи. Далеко од тоа дека не сакам да бидам прв на месечно ниво, меѓутоа тоа се уште се нема случајно. Преку сајтот на Македонската берза се запознав со основните податоци за фирмите кои се котираат на Студентската берза. Во тоа време, почетокот на 2007 година, поради одредени недостатоци на сајтот, мора да се служам и со одредени странски сајтови. Но ситуацијата драстично се подобри со ажурирањето и редизајнирањето на вашата страница, која сега е вистински светска и е доволна за играње на Студентската берза. Навазо сватив дека за постигнувањето на мојата главна цел се вклучив доцна и дека исто најдобра и најпрецизна игра не ќе можам да победам во сезоната 2006-2007. Меѓутоа се продолжив да играм. Тоаш решив да бидам упорен и да се обидам главната награда да ја освојам во 2007-2008 година. За таа цел изготвив програма со која ги следев кумулативно резултатите на сите играчи во текот на сезоната. Ама се прашуваш зошто таква упорност. Одговорот би бил, сметав дека според некои мои предиспозиции работата на берзата би ми била многу интересна. Се обидов со освојувањето на годишната награда на некој начин мога да си го потврдам. За тоа дали евентуално професионалната работа на берзата ќе се реализира, ќе зависи од многу фактори, на кој дел и не можам да влијавам, меѓутоа јас искрено се надевам. За берзата, додека не се вклучив во овој проект, не знаев ништо повеќе од она што сум го чул на факултет, во медиумите и од некои луѓе кои тргуваат на берзата. Со активно учество во овој проект научив многу за тргувањето со хартија од вредност. Од учеството во проектот Студентската берза покрај очигледното секојдневната бесплатна обука за тргување на берзата и се она што оди со тоа, имав и една друга корист. Се запознав со основните карактеристики на голем дел од нашите најзначајни фирми, нешто што може да ми помогне во мојата понатамошна работа. Можам да кажам дека сум многу задоволен од освојувањето на првото место. Сакам посебно да нагласам дека уште помило ми е што тоа се случи во конкуренција со повеќе стотици учесници, од кои барем 10 се одлични играчи. За дел од нив имам впечаток и дека играат и на Македонската берза. Посебно сакам да ја споменам колешката Емилија Поповска, која лично не ја познавам, а која обедливо водеше се до последниот ден, кога моето ризично, но морам да признавам среќно вложување на акции во Тетекстето, кој енормно порасна, буквално завлакно и го презема на првото место. Јас лично не тргувам на берзата од едноставна причина што немам средства. До средината на 2007 година, кога берзата константно растеше, на тоа што не можев да вложам реални пари, тоа ми изгледаше како огромен хендикап. Но тоа се смени кога берзата почна да паѓа. Лично сметам дека овој надален тренд наскоро би требало да заврши и очекувам дека кога ќе се вратам од САД ќе постојат сите услови да се вклучам и во реалното тргување на берзата. Тоа накратко би било се околу моето учество на Студентската берза. На крајот сакам уште еднаш да се благодарам и да ги поздравам срдечно организаторот на проектот на Македонската берза, главниот покровител Комерцијалната банка, покровителите Ферешпет, Поштенска банка, АД Скопје, Тиквеш винарска визба и медиумскиот покровител Неделникот за бизнис Капитал. Срдечен поздрав од Аспен на сите присутни и благодарам.